Од средината на август или најдоцна од септември судската администрација повторно на штрајк. Оваа можност ја најави председателот на УПОС, според кој вработените во администрацијата на судовите се работници од втор ред. Па во правосудството континуирано има незадоволство тоа што надлежните, односно судската власт, години наназад не успева да ги реши проблемите на судската администрација. Судската администрација некако е заборавена, членовите е огромно и веројатно доколку до крајот на наредниот месец, односно до крајот на август, немаме конкретно решение. Ние како синдикат ќе се договориме повторно за активностите. Можно е повторно организиране на штрајк, протести и така натаму. Конкретно овој пат причина за незадоволство се 330.000 евра кои според УПОС на вработените во судовите незаконски им се задржани. За УПОС е неспорна одлуката на судскиот буџетски совет од 30 јуни 2016 година, но затоа е спорна одлуката од 6 јули истата година, со која подписникот ја отповикува веќе донесената одлука и сугерира наредба до благајните, односно сметководствата на судовите. А што е сигурно дека ќе поднесеме и тужби и по судски пат ќе ги бараме овие пари да им бидат вратени, бидејќи на незаконски начин и насилнички, да речам, беа одземени од тогашниот, односно и сегашен председател на судскиот буџетски совет. Инаку, освен враќање на средствата, вработените во правосудството ќе инсистираат и на измени во законот.